Вечерва сме во Центарот за култура во Куманово, непосредно пред една театарска представа. Наша гостинка е актерка која со својата енергија, посветеност и искреност ја освојува публиката каде и да настапи, на сцена, но и пред камерите. Таа е сопруга, мајка, водителка, но пред се уметник кој што пробува да ги спои театарот и приватниот живот. Ке разговараме за почетоците, за љубовта кон глумата, за предизвиците што ги носи оваа професија и за тоа колку е тешко да се избалансира кариерата и семејството. Со нас вечерва Владанка Крстевски. Владанка, здраво! Најпрво да ти се заблагодарам што ни овозможи екипата на Хајп Македонија да биде гостин кај тебе во Домот на култура во Куманово. Ти имаме вечерва пред да играш една од твоите представи. Кажи ми како си и која улога ја имаш вечерва? Пред се благодарам што се заинтересиравте за мене, за Театар Куманово и за тоа што работиме ние тука. Вечерва се игра Сакатиот од Инишман, еден навистина интересен текст од Мартин Макдона, ирски автор, доста модерен и актуелен. Мојот лик е многу интересен, бидејќи од ова се трансформирам во стара баба пијаница од 90 години. За мене беше огромен предизвик да го сработам овој лик, пред се не само заради физичкиот изглед, туку и заради психичката состојба во која што треба да се донесеш како актер за да изнесеш нешто такво, особено на мала сцена. Представата е камерна и публиката е многу блиско, па може да ги види сите неправилности, сите едноставно некако ти диша во врат. Представата е во режија на Јане Спасиќ. И за мене, може би една од моите помилени улоги, зошто бидејќи поминав некоја граница и си докажав дека може да се направи буквално се ако едноставно веруваш во тоа што го работиш и ако го сакаш тоа што го работиш. Така е. Владанка, ти си на релација Скопје-Куманово, односно работиш во Куманово, а живееш во Скопје. Што беше пресудно за твојата преселба или дали еден актер од Куманово може да успее без да се пресели во Скопје? И да ни кажеш кога ти би требала да бираш, кој град го бираш и зошто? Ова е многу тешко прашање. Во Скопје не сум се преселила со намера. Почнав на студии во 2011 година на Факултетот за драмски уметности. Едноставно беше неверојатно да патувам Скопје-Куманово секој ден, бидејќи нашиот факултет е повеќе практичен, па мораше да бидеме на часови по 12 часа некогаш и да спремаме представи. И сето тоа налагаше еден поинаков начин на живот на кој што јас до тогаш бев навикната. Живеев под кирија, генерално, со цимери, типичен студентски живот. Тоа време е едно, може би, од моите онака најубави години, каде што навистина поминував многу часови на сцена на Факултетот за драмски уметности со многу мои колеги, учевме, истражувавме и некако си направив свој круг на луѓе во Скопје, но не го заборавив и Куманово. Често бев гостин на премиерите тука во Кумановскиот театар, ги поддржував колегите кои што работат тука, зашто без разлика на се, јас сум кумановка, јас сум дете на овој град, јас сум израснала тука и овој град ја има мојата публиката која што ме следи и ме прати во сите фази, во сите години, од најмала возраст, дури од аматерството, бидејќи тука сум почнала во овој театар. Така што не би можела да изберам дали Скопје или Куманово, бидејќи се наоѓам сега моментално на 33 години и некако сум половина живот тука, половина живот таму. И тој град ми се при срце и сметам дека секој може да успее секаде, дека градот не е важен ни во Куманово и во Скопје, особено само ако го работи тоа што го сака, зашто тогаш се поминува границата и тогаш велам дека не мора ни да е Македонија, мал е светот за да се успее, особено денеска нели со социјалните медиуми и со дигиталниот свет, се оно што го имаме како можност. Така. Кажи ни малку повеќе за твоите почетоци, од каде желбата за глума? Ова прашање е многу интересно и многу често го зборувам во последниот период. Се некако ме прашуваат за тоа. Јас навистина од мали нозе сакам да сум на сцена и сакам да сум во центар на внимание. Како мала бев дел од Ден студио Ултра, значи едноставно сакав се што е креативно, од мала цртав, пишував, трчав, се. Но гледав една представа во Театар Куманово, Тетовирани души, и на сцена беше мојата колешка драга Кети Дончевска Илиќ.
Кумановка исто така. Кумановка исто така, да, сега ми е партнер на сцена, другар во театар, навистина драга колешка. И имаше една сцена со Цибра, незиниот лик беше Клодија и Цибра, кај што размени еден диалог како те сакам, сакај ме. Значи, не беше ништо тоа импозантно големо, а јас седав со мојата најдобра другарка во публика и реков, знаеш што, јас мислам дека јас можам да го работам ова. И вака ме погледна, пошто до тогаш беше ајде право нешто, како мислиш да го работиш ова? Мислам дека можам да станам актерка. И така почна идејата и од тука натаму почнав да одам на аматерски представи, почнав да станувам дел од аматерски представи, прво беше Брилијантин, па после тоа Кој е овде луд, сами работевме во гимназија, имавме драмска секција, едноставно се пронајдов. За запишувањето на ФДУ, бидејќи тоа е навистина еден посебен процес, се спремав навистина од денот на матурата. Кога завршив со матура, се јавив на мојот колега Ивица, кој што работеше во тоа време во Театар Куманово и реков, Ице, сакам да ме спремаш за ФДУ, за приеман. Важи и почнаа подготовките, интензивни подготовки со монологот на господица Јулија од Август Стринберг. Навистина еден прекрасен монолог, сегде го кажувам, верувам дека тој монолог ми носи среќа на аудиции. Отидов на ФДУ, не знаев ни кај се наоѓа ФДУ, да бидам искрена, и така ме примија. Тоа беше една интересна класа, бев во класата на професор Владе Цветановски, кој што додека ние бевме студенти почина, па потоа не зема Мими Таневска, па потоа не зема Златко Славенски. Имам така едно интересно образование, од најразлични квалитетни македонски уметници имав можност да учам и сметам дека тоа е предност на мојата класа и на мојата генерација. Така. За оние што не знаат со што уште се занимава Владанка, освен со глума, бидејќи тоа е твоја примарна професија, те гледам и на телевизија, поточно како водителка на една емисија. Јас знам дека си мултитаскинг жена баш, па да ни кажеш и ти кои други улоги ги имаш на професионален план. Ох, леле, да, освен, јас немам кочница и сакам да пробувам работи, особено кога станува збор за професионалниот план. Едноставно, се што е поврзано со актерство, глума, да се биде пред камера, да се создава, да се твори, да се истражува, го прифаќам и едноставно сакам да го гушнам и да видам што можам и колку се моите потенцијали. Водам и сум дел од една емисија, тоа е еден сосема поинаков свет, тотално различен од тоа што е театарот и многу за мене, многу стресен, зашто е еден простор, еден сегмент кај што истражувам се уште, не го знам и сметам дека новинарството е навистина тешка професија и е особено стресна професија и доколку порано сум мислела дека колку им е лесно на новинарите, сега тврдам дека е навистина тешка вашата професија и многу ве почитувам сите и многу сум среќна што имав можност и што се уште имам можност да го работам тоа, некако се зближуваш со луѓето, со народот, тука се ги запознаваш и они те запознаваат од една друга страна, бидејќи на даските си лик кој што истражува, се бавиш со филозофија, психологија, тука си ти и си искрена и своја и сакам сите луѓе кои што ми се гости во емисијата да ги буквално да бидам со нив, да им посветам внимание, да им обрнам внимание, да ги прашам како се, зашто сметам дека тоа природното е најважното нешто особено во нашата професија. Така, морам да кажам дека и нас ни е драго што имаме една актерка за колешка. Како успеваш да изменаџираш се со оглед на тоа дека си сопруга и мајка на едно пресладко детенце, Жан, да го поздравиме, сигурно ќе ја гледа мама после. Да, голем поздрав до Жан. Моето синче има 3 години, но ништо не би постигнала без поддршката на мојот сопруг и секогаш сум му благодарна за тоа што навистина некогаш дури ги става своите работи на страна за да ме поддржи мене, за да биде тука за мене, зашто не е само менаџирањето на времето, туку целокупниот свет, начин на живот, брзината, неговата работа, мојата работа, едноставно треба да се изменаџира сето тоа, но најважно е што
по завршување на секој ден прашањето како си и како помина е клучот за да се издржи било што, така што мислам дека без поддршка од партнерот не би можела да го издржам ова со ова темпо, знаејќи дека има мало дете кое што заслужува нели целосна поддршка и кое што ја добива и од мене и од мојот партнер. Голем поздрав и до сопругот Филип. Владанка, имаш глумено во многу представи, веројатно сите ти се драги, но која улога ти е најмногу при срце? Која ти е најомилена? Ова е многу тешко прашање и навистина вака кога ќе се вратам наназад, сите улоги ми се драги бидејќи преку сите улоги имам пораснато на некој начин и имам спознаено некој дел од себе. Велат дека нели ние сме како вода, внатре кој знае што се крие, преку различни улоги откриваш делови од себе кои што не секогаш се сјајни. Да бидеме искрени, не секогаш кога ќе се погледнеме во огледало се што ќе видиме ни се допаѓа. Не зборам само за физичкото, туку многу повеќе за психичкото. Но ако треба да одвојам нешто, тоа е мојата монодрама Прво лице еднина, кое што навистина ја направи во период кога не работев ништо. И беше еден мој крик за тоа што го сакам и тоа што сакам да го работам. И беше еден интензивен процес, заедно во работка со Драгана Гунин, која што е режисерка на оваа представа. Еден креативен процес, еден процес без граници, еден процес кој што навистина Театар Куманово го присвои како свој, сега го играм тука на репертоар многу често. Едноставно, таа представа зборува за борбата, моја лична, борбата на жената, борбата на жените генерално во светот, бидејќи се навраќа на многу историски личности кои што успеале, кои што поминале еден пат, а во исто време има порака дека не треба да се откажуваме, бидејќи стварно не знаеме што не чека зад аголот. Може би е нешто убаво, може би е нешто лошо, ама и од тоа лошото може да научиме нешто и од тоа убавото. Велат нели и тоа ќе помине, и тоа ќе помине, треба да се чека и некако таа представа ми беше светлина, светла точка во тунелот, стварно бидејќи цел тој период после завршување не знаеш каде си, не знаеш што треба да правиш со себе си, го искористив правилно ја насочив енергијата во создавање. И многу ми е драго што представата се уште живее. Премиерата беше во 2019 година, а се уште живее. Со таа представа бев на интернационален фестивал на монодрама во Хановер во Германија. А оваа година исто така оваа представа ќе биде дел од фестивалот Моноакт во Приштина, така што таа представа се уште живее и верувам дека тоа е нешто што ми е најдраго во моментот, иако сите улоги не можам да оделам некоја специфично. Ова дека сум сама на сцена цело време. Што според тебе е оно што публиката никогаш нема да го разбере за актерскиот живот ваш? Јас мислам дека публиката се разбира. И публиката знае многу повеќе од актерите на сцена. Мислам дека и ние и публиката и ние актерите живееме еден многу нормален живот. Разликата е во тоа што можеби ние се преправаме и влегуваме во туѓи кондури, во друг лик и се представуваме како такви додека сме на сцена. Не мислам дека има бариера многу помеѓу публиката и актерите и мислам дека особено во Македонија многу е разбирлив актерскиот живот, бидејќи нашите актери, а и ние сите тука сме многу нормални, приземјени, соработуваме со публиката и многу ни е драго кога публиката ќе дојде после представа, особено еве во Куманово се случува после детска представа, децата, родителите, сите да се тука со нас и за мене тоа е нешто што никогаш нема да го сменам и не сакам да го сменам, едноставно јас работам за публиката. Мојот професор знаеше да каже еден човек да има во публика, треба да си среќна, зашто ти ја пренесуваш приказната тој ден на тој еден човек, така што мислам дека сме исти. Се согласувам. Дали некогаш си излегла на сцена болна или дали ти се случило некогаш нешто поради што не можеш да излезеш на сцената и што имаш направено во тој момент? Па, секој од нас има приватен живот и тој приватен живот едноставно не прашува дали ти имаш представа или немаш представа, се случуваат секакви ситуации и работи, но професионализмот е нешто кое што не само јас, туку сите мои колеги
во ансамблот го имаме, што ми е многу драго. Ми се случувале работи како загуба на близок, како болест, но не сум откажала представа до сега, зашто играњето представа е на некој начин лечење, катарза, така што го гледам тоа како работа и како убава работа што ми се случува во тој момент и многу често ми е лек. Во такви ситуации ми се случувало болна да дојдам и да оздравам после тоа, после представата. Тоа значи дека си скроз професионална во тоа што го работиш. Ама јас мислам дека сите колеги, зашто навистина за да го работиш ова треба стварно да го сакаш и генерално кај нас сега зборувам за мојот театар, тоа е стандард, значи доаѓаме, играме представа, си одиме, не дека некој не притиска дека мора, значи секој може да го прави, нели, слобода, ама едноставно тоа не се става под знак прашалник никогаш. Дали ти се случило некогаш да заборавиш текст среде представа и како си се извлекла во тој момент? Многу интересно, да. Значи, не мислам дека на некој му се нема случајно тоа, да, ама не е за извлекување, него на снаоѓање во ситуација, во смисла на едноставно размислуваш како ликот, па како размислува ликот во тој момент, се надоврзваш и тука е многу важен партнерот од Карши, како он ќе реагира, зашто на некој начин ти го пушташ партнерот низ целет во даден момент, значи он треба да ти одговори со некоја реплика. Ама затоа се виканиле актерска игра, па се снаоѓаме, ама тоа некогаш знае да е многу шармантно за публиката и многу поприродно, па знае да се случи, не е нешто што не се случува често. Кој тебе ти е омилен актер или актерка од Македонија и од светот? Ова е навистина тешко прашање. Од Македонија Милица Стојанова. Многу ја почитувам. Навистина ја почитувам многу. Сум имала можност да разговарам со неа. Изузетна актерка, значи нешто што зборува за македонската култура, македонската традиција, начинот на кој што има играно на сцена. Иако сега е нели во подминати години, навистина многу ја почитувам. Искрено не би можела да одвојам некој. Сите ги почитувам и сите сметам дека допринесуваат на свој начин во мозаикот македонски театар. Секој актер поединечно, актерите од мојата генерација, по старите актери, по младите актери, имаме страшно талентирани млади актери кои што се помала генерација од мене, значи кога ги гледам на сцена едноставно останувам без зборови, така што имаме многу квалитетен театар, многу квалитетен филм и сметам дека треба да се работи многу повеќе кај нас. Имаме одлична продукција на представи, се поставуваат навистина интересни текстови во сите театри низ Македонија и многу е убаво да тоа да има онака медиумска популарност за да се видат представите, бидејќи јас верувам дека секој еден мој колега во театрите низ Македонија го дава максимумот на даските што живот значат и затоа е толку убава нашата слагалица. Затоа сите, стварно, секој е уникатен на свој начин и не би можела вака да земам да оделам некој што моментално игра и твори во Македонија, а во светот и тоа е навистина тешко прашање, зашто ако некој ми се свиѓа во еден филм, во друг филм не ми се допаѓа. Ако ми се свиѓа во некоја представа, во друга представа не ми се допаѓа, така што во зависност од улогата и нели режијата и концептот на дадената и концептот и целата представа, во зависност од тоа дали ми се допаѓа актерот или не ми се допаѓа. Знаеме дека е тешко да се успее, посебно во оваа професија, па моето прашање е дали талентот или врските се поважни во театарот? Јас мислам дека талентот, но и напорната работа. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Значи тоа е нешто што навистина ми е мото и сметам дека човек треба напорно да работи. Не е важно дали си актер, дали си економист, дали си правник, дали си новинар. Ако работиш, ќе се исплати. Може би нема веднаш, може би нема за 5 години, ама некој тоа ќе го види и ќе каже може. Значи, добро е. Сметам дека секој има простор да успее и дека за секого има место под сонцето. Апсолутно. Дали имаш кажано не на некоја улога поради скандалозна сцена и дали жалиш поради тоа? Не,
А и искрено не сум имала некоја таква понуда, не сум ни размислувала што би било, кад би било, кога би имала некоја таква понуда. Ако збориме за експлицитни сцени, ако бакнеш се смета за такво нешто, но не сум имала. Нити сум имала проблем, нити сум имала нешто посериозно како понуда за такво нешто на сцена. Како реагира твојот сопруг и твоите блиски на некоја таква сцена? Најнормално, јас сум актерка по професија, никогаш не сум имала никаков проблем доколку сум имала бакнеш на сцена, нели? Мислам, тоа е составен дел од мојата професија и тоа е нормално, како што е нормално сегде во светот, нормално е тука кај нас. Дали твојот партнер може да издржи жена актерка или љубомората е неизбежна? Многу добро може да издржи жена актерка. Не сметам дека сум ништо поразлично од другите жени, сметам дека сме исто. И исто јас имам своји моменти, како што и секоја една од нас. Така што мислам дека е одличен сопруг, моја најголема поддршка во секој момент. Мислам дека без него не би била тоа што сум, дека без него не би била актерка, зашто Филип е со мене од моите студентски денови, така што тој ги има поминато сите мои тантруми, сите мои представи, моето дипломирање, моите први улоги во театар, моите успеси, моите падови, така што сметам дека Филип ми е сродна душа, пријател, партнер, кој што едноставно ме разбира и мислам дека тоа е најважно, без разлика на професијата. Кога сме кај љубовта, сметам дека тоа е најважно во една здрава врска, разбирањето, без разлика на професијата. Во мојот случај сум актерка и да сум правник исто е стресно, зашто имаш одредени проблеми. И новинар е исто така стресно и едноставно се си носи, особено во денешно време, си носи свој стрес и партнерите се тука и ние да дадеме поддршка, ама и тие треба да ни дадат поддршка на нас. Така. Кога би се нашла во ситуација да мора да бираш, што би избрала, брак или кариера? Секогаш би го избрала семејството. Секогаш. Добро. А ако утре престанеш да глумиш, што би ти недостигало најмногу? Мислам дека никогаш нема да престанам да глумам, зашто ќе се снимам дома за на TikTok. Не знам, сега е многу лесно, можеш да играш секаде. Мислам дека не би престанала, но ако дојде некоја таква ситуација да едноставно не работам веќе тоа, работам нешто друго, не знам. Не можам да се замислам. Многу го сакам театарот и без разлика на тоа што е, нели, и тешка за работа, и макотрпна работа, и работа и со луѓе, но и со емоција, јас сум најсреќна на сцена. А дали ако утре ти понудат некоја филмска или странска кариера, би го напуштила театарот? Па јас би направила баланс. Сметам дека тука ќе имам целосна поддршка да отидам и да снимам на страна и да се вратам да играм пак, зашто јас сум човек кој што не заборава од каде е. И мене навистина ми е многу важно од каде сум. Многу ми е важно местото каде што сум израсната, луѓето со кои што сум израсната, зашто без тие луѓе јас не би зборела тука денеска со тебе, не би била тоа што сум. И без разлика каде да отидам, дај Боже да отидам. Значи, моите другарки често тоа велат, ајде да идеш негде у странство, дај Боже да отидам, ама ќе се вратам, знаеш, онака, со спомени, со раскажување, со приказни, ама дома си е дома некако. Значи, тука ќе те видат на оваа сцена, некоја ќе ти чукаат раце и тоа не може да го објасни никој, бидејќи верувам дека е фантастично на страна, особено во големите театри или можеби на големите филмски сетови, не можам ни да замислам како е. Знам само од La La Land филмот. Но поддршката и некој да те праша како си, после напорна проба, после напорен ден, да дојде да ти направи чај, кафе или не мора ништо да ти прави, да биде тука со тебе да молчи заедно, го нема тоа и нема ниту слава, ниту пари, ниту било што тоа ќе ти го врати. Затоа секогаш домот, семејството, корените, од каде су, па после се друго. Ти благодарам, Владанко, уште еднаш за овој прекрасен разговор и навистина ми беше мило да разговарам со тебе. Ти благодарам, Теодора, што ме покани и се надевам дека ќе имаме уште многу соработки, дека ќе дојдете на некоја наша представа, зашто навистина сметам дека Театар Куманово продуцира многу квалитетни представи. Сигурно ќе дојдем.
Здраво, јас сум Владанка Крстевски, а вие гледате Hype Македонија.